Општина Карбинци не отстапува од потребата и реализацијата на проектот за изградба на браната Баргала на Козјачка река. Градоначалникот на општината Јордан Насев вели дека конечниот збор го има Министерството за земјоделство, но реализацијата на овој проект ќе зависи од договорот меѓу општините Штип и Карбинци, бидејќи бенефит од оваа работа ќе имаат и штипјани. Со изградбата на брана Баргала ќе добиеме повеќе кратен бенефит. Еден од бенефитите, значи најголемиот дел од водата, некаде близу 8 милиони кубни метра, би се искористувал за наводнување на земјоделските површини на територијата на општина Карбинци и дел на територија на општина Штип. Со самата нејзина изградба би се регулирал и би се контролирал протокот на водите низ Козјачка река, со што би се стабилизирал, да кажеме, целиот овој потек од поплави и од несакани атмосферски влијанија и врнежи. Дополнителни количини од браната Баргала, согласно техничката документација, би се обезбедиле и за водоснабдување на одредени населени места на територијата на општина Карбинци со можност за водоснабдување и на град Штип. Ние обстануваме и обстојуваме и ќе бараме од Министерството овој проект да биде реализиран согласно можностите на централниот буџет. Изградбата на браната Баргала е само најавен проект со кој на подобро се надеваа земјоделците во Карбинско. Со незината изградба во старт инвестиција вредна 10 милиони евра требаше да се регулираат водите, а зголемат површините за наводнување. Сега ќе се чека на одлуката на Министерството и дали ќе има средства да се изгради. За сите други брани конкретно ќе информираме на поединечни средби, секако дека и за Штип и за целиот регион ние предвидуваме и низ за други на проекти на поврзување на системи, рехабилитација на постоечките, обнова на старите во целосна комуникација со сите градоначалници од регионот и го разбирам потребата за сите овие проекти. Општина Штип од Министерството за земјоделство ќе добие 10 милиони денари за обнова на техничката документација за изградба на брана на реката Отиња. Во меѓувреме се прави ревизија на проектот за изградба на браната Речани во Кочани, а според најавите ќе продолжи реализацијата. Околу 10 милиони евра се планирани за реконструкција на системите за водоснабдување на земјоделските површини во целата држава, од кои дел ќе бидат наменети за системите во источниот регион, најави министерот за земјоделство при неодамнешната посета во Штип.